Почитувани, дали на повидок е нов скандал со уништување на корисен инсулин во земјава? Имено, инсулинскиот скандал во кој се вклучени Министерството за здравство, Венко Филипче, Агенцијата за лекови и медицински помагала, Дирекцијата за стокови резерви, се состои од уништување на инсулин, чиј што рок на користење е се уште употреблив. Имено, согласно информациите до кои дојдовме, на 5 декември пред 2 дена е извршено уништување на над 1 тон и 200 кг инсулин, од кој речиси половина тон од инсулинот, кој што е уништен, а чија што пазарна вредност може да достигне од 1,5 милион евра, е со валиден рок на употреба до месец јуни наредната година. Значи, нашите непотврдени информации говорат дека е уништен употреблив инсулин, чиј што рок на траење не е истечен, во висина од 1,5 милиони евра. Од тука се наметнуваат следниве прашања и дилеми. Дали причината зошто се уништува инсулин, кој што е со неистечен рок на траење, е поради фактот што треба да се распише нов тендер кој ќе обезбеди солидна заработка за магнати блиски до власт. Доколку ова е точно, кој ќе ја сноси одговорноста што врз буџетот се прави штета приближно од 1,5 милион евра? Која е вистинската причина зошто се дава одобрение за уништување на инсулин, кога се знае дека тој има валиден рок на траење уште повеќе од половина година? Дали со овој инсулински скандал некој сака да заработи на грбот на граѓаните? Дали инсулинскиот скандал во кој се уништени половина тон инсулин со валиден рок на траење треба да обезбеди нов милионски тендер за власта? Благодарам.